Добра вечер и добре дојдовте во петочното издание на Дневникот. Да ги видиме најпрвен кратките најави, останете со нас. Бесплатниот превоз продолжен до крајот на септември. Новинарот Неџата Ќифи гостин во Став. Чистота и зеленило ќе вработува општи работници. Жителите на Куманово до крајот на септември ќе имаат бесплатен автобуски превоз. Одлуката ја донесе Советот. Реагираа советниците од опозицијата, нагласувајќи дека се носи одлука, иако се уште не е изготвена анализата за оправданоста на субвенционирањето. Кумановци пак, кои што ги прашавме, се задоволни од одлуката. Советот на општина Куманово донесе одлука бесплатниот градски превоз да се продолжи за уште 3 месеци, односно до крајот на септември. Согласно одлуката на превозниците ќе им се исплатат 15 милиони денари. За првите 6 месеци од општинскиот буџет за оваа намена беа одвоени 500.000 евра. На постојките и во автобусите може да се забележи поголем број граѓани кои го користат јавниот превоз. Кумановци кои што ги прашавме велат дека се задоволни од одлуката. Добра одлука. Кратко и јасно. Го користите ли јавниот превоз? Почесто. Значајно ли е сега во ваква криза? Ослободување ли е за вас? Много. За овој без парицу добродошло. Свака част за градоначалника. Има ли интерес за користење? Да. Едино за лекои што доваѓамо. Од населбу смо и користимо ga. Има ли интерес за користење на бесплатниот превоз? Па некои има, некои не. Али веќином има. Тој продолжува га тој за например за превоз да се бесплатен, али треба да води горе канали, немамо едно друго путиште, све катастрофа, не е за превоз само, превоз плаќале сме сега до сега плаќамо. Го користите ли јавниот превоз во моментот? А што ја користам ја на работа иду кад га користам, кад не. Советниците од опозицијата беа против предлогот, укажувајќи дека не се направени анализите за придобивките од мерката во првите 3 месеци. Колку вкупно патници се превезуваат на определена линија, колкава е оправданоста на трошоците, бидејќи ние популарно зборуваме дека имаме бесплатен јавен превоз. Немаме бесплатен јавен превоз. Превозот се плаќа со парите на граѓаните. Сите 100 и повеќе илјади жители на општина Куманово преку плаќање на јавните давачки и даноците на општина Куманово, всушност со нивни средства го субвенционираат овој превоз, а ние не знаеме на колкав број корисници тоа се однесува. Дури не ни знаеме, на претходната седница не знаевме точно кои линии точно ќе бидат ново воведени и дали ќе се воведат нови линии, каде ќе има автобуски постојки, имаше барање за таква работа и не добивме се уште одговори. Мислам дека апсолутно е неоправдано сега, без да постојат вакви податоци, да се доведуваме во ризик, дури и со амандмани да се учествува во ребалансот на буџетот за овие средства, а тоа ќе дојде понатаму на дневниот ред, ниту има потреба, ниту има оправданост, ниту има здраво разумска логика за такво брзање. Зошто се брза? Разбирам за делот на двете линии кои што се однесуваат на Белјаковци и Клечовци, за 3 месеци кои што преостануваат. Немаме право по ниеден основ да ги издвојуваме граѓаните по однос на мерката. Дали е исправна или не е исправна, тоа не ни ја намалува обврската да мислиме за сите подеднакво. Но, зошто е потребно сега за овие 15 милиони да се изјаснуваме пред да ги имаме анализите? На укажувањата одговори председателката, која посочи дека одлуката се носи бидејќи не се знае кога ќе биде следниот ребаланс на буџетот. Таа нагласи и дека во тек е изработка на анализа. Спорно е кога ќе има следен ребаланс на буџет. Дали ние, да кажеме, се изготвува една обсежна анализа од страна на општина Куманово за задоволството на луѓето корисници на јавен превоз. Јавен превоз може да користи и оние што се социјално загрозени случаи, може да користи и човек што зима пензија, може да користи вработен и мислам дека е
дека за сега се покаже како добра мерка предложена од градоначалникот и изгласена едногласно од советниците. Ова плюс додавање на пари е само затоа што не сме сигурни кога ќе има следен ребаланс на буџет. Може би ќе биде во септември. Дали ќе ја прекинеме мерката ако немаме пари? Значи сега се обезбедени пари и добро е за наредните 3 месеци да се обезбеди бесплатен јавен превоз, затоа што задоволството меѓу обичниот народ не може паушална изјава, нормално дека е паушална, додека не се направи една детална анализа која треба да се изготви. Знам дека се изготвува за Советот, меѓутоа треба да биде пред 6 месец. Значи таква анализа ќе имаме овдека на седница на Совет. И ќе видиме што сме направили, какви се резултатите, какво е задоволството меѓу народот. Меѓутоа, дали тоа значи дека ние треба да го прекинеме субвенционирањето ако немаме ребаланс на буџет до 6 месец? Не. Значи сега имаме доволно средства и мислам дека е правилна одлука да се вложи со овој ребаланс да биде сместени и наредните 3 месеци кои, односно трета четвртина од трет квартал од оваа година, а за последниот квартал ќе видиме како ќе биде. Во Куманово бесплатниот градски превоз започна да се користи од почетокот на годината. Целта е да им се олесни на граѓаните во економската криза. МВР информира дека полициски службеници од одсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Куманово лишиле од слобода 33 годишен кумановец. При претрез во неговиот дом извршен со судска наредба бил пронајден и одземен кокаин, соопштија надлежните. Кумановецот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Со годишниот план за вработување во 2023 година се предвидува јавното предпријатие Чистота и зеленило да вработи 76 работници. Најголем дел од нив веќе работат ангажирани преку Агенцијата за времени вработувања, велат надлежните, потенцирајќи дека новите вработувања се однесуваат на општи работници, а не на административни службеници. 76 нови вработувања согласно систематизацијата предвидува годишниот план за вработување во 2023 година на јавното предпријатие Чистота и зеленило, кој беше усвоен на последната седница од мнозинството советници. Иако станува збор за нови работни позиции, најголем дел од нив веќе се пополнети од лица кои што се времено ангажирани преку Агенцијата за времени вработувања, информира директорот Даниел Стојчевски, потенцирајќи дека предпријатието нема да вработува дополнителен број на административни службеници, туку општи работници, даватели на услугата кон граѓаните. Станува збор претежно за оние општи работници, возачи, метлачи, општи работници кои што работат во оддел зеленило, и од тие тројца се административни службеници кои што се веќе ангажирани преку Агенција за времени вработувања, и тоа се луѓе кои што се ангажирани по основ на ослободување на постоечки работни места. Да не се доведеме во заблуда, јавното предпријатие не вработува административни службеници, ниту е зголемен бројот на вработени административни службеници во последните 5 години, кој не изнесува повеќе од 40 луѓе, вклучувајќи ме и мене, од вкупниот број на вработени кој во моментот изнесува негде околу 340-350 вработени. Тие луѓе се потребни за вршење на основните работи во делот на администрација. И тој број на вработени нема ниту во иднина да се зголемува. Она што ќе се зголемува во иднина е бројот на општите работници кои што ќе се конкретни даватели на услуга и кои што конкретно ја дават и ја извршуваат услугата кон граѓаните, иако представува проблем во делот на изнаоѓање, особено на возачи со С категорија, поради платите кои што се исплаќаат од страна на јавното предпријатие. Знаете дека платите се исплаќаат согласно законот и тие се предвидени плати кои што ги дава јавното предпријатие, и со тек на време се поголем и поголем проблем представува изнаоѓање на општи работници кои што ќе работат во делот на основната дејност, давањето на услуга за која што е формирано јавното предпријатие. Советниците дадоа согласност и на одлуката за изменување и дополнување на статутот на јавното предпријатие Чистота и зеленило, со што предпријатието се ослободи од угостителските објекти и базенот, што пак според надлежните ќе значи олеснителна околност во идното работење на комуналното предпријатие.
Општина Куманово преку соопштение до медиумите реагира на вчерашната пресконференција на директорката на градинката Ангел Шајче. Во продолжение целосното соопштение. На пресконференција на директорката на детската градинка Ангел Шајче Куманово одржана вчера вешто се манипулира со датумите поврзани со одземање на надлежности во делот на објавување на јавен оглас за избор на директор на градоначалникот на општина Куманово и текот на самата постапка. Во интерес на јавноста и вистината хронолошки го потенцираме текот на целиот настан. На 27 март не е доставено укажување до градоначалникот како што тврди директорката, туку изготвено на посочениот датум, а истото е предадено во архивата на општината на 29 март и распоредено до надлежниот сектор на 30 март. Откако на 30 март во општина Куманово е добиено укажување од страна на Министерството за труд и социјална политика, веднаш е постапено по истото од страна на општината и на 31 март е донесено решение од страна на градоначалникот на општина Куманово за објавување на јавен оглас за избор на директор на детската градинка Ангел Шајче и во истиот ден истото е испратено до Министерството за труд и социјална политика, а дополнително е доставено и до детската градинка. Независно од нашето експедитивно постапување по добиеното укажување, Министерството за труд и социјална политика сака да ги одземе надлежностите на градоначалникот на општина Куманово и на 3 април донесува незаконито решение со кое се одземаат надлежностите на градоначалникот за постапување во делот на донесување одлука за објава на јавен оглас за избор на директор на градинката. Ако се земе во предвид дека Министерството му доставило на градоначалникот рок за постапување од само еден ден, а и покрај тоа што истиот е уредно запазен, на градоначалникот му се одземаат надлежностите. Очигледно е дека не станува збор за законито постапување, туку за притисок врз работата на градоначалникот и упад во неговите надлежности, со цел поставката за избор на директор да не се изврши на транспарентен начин, како што беше случајот и претходно, кога на сличен начин му беа одземени надлежностите на градоначалникот за оваа јавна општинска установа. По добивање на решение со кое се одземаат надлежностите на градоначалникот за постапување во делот на донесување одлука за објава на јавен оглас, општина Куманово на 5 април го доставува известувањето до детската градинка дека согласно на решение за одземање на надлежностите на градоначалникот поради што настанува судир на надлежности помеѓу општина Куманово како основач на јавната установа и ресорното министерство да не се преземаат било какви понатамошни действија поврзани со постапката за избор на директор на институцијата до разрешување на судирот на надлежности, бидејќи сите претходни прашања предизвикуваат прекин на постапката. Дека општина Куманово постапила согласно законот и покрај нереалниот и незаконскиот рок од еден ден, потврдува фактот што на 6 април во архивата на општината пристигнува решение со кое се поништува решението за одземање на надлежности на градоначалникот на општина Куманово, кое е испратено од страна на ресорното министерство и истото е проследено до соодветниот сектор во општината на 7 април. Општина Куманово согласно добиеното решение од ресорното министерство со кое се поништува решението за одземање на надлежности на градоначалникот на општина Куманово во делот на објавување на јавен оглас за избор на директор, истото ќе го разгледа и во најкусможен рок ќе ја извести градинката со насоки за понатамошно постапување во процесот. Се вели во реакцијата од општина Куманово. Долгогодишниот новинар, сопственик на телевизија Феста, координатор на Сдруженијето на новинари на Македонија за Североисточниот регион, како и поранешен дописник на повеќе државни и меѓународни медиуми, Неџата Ќифи, гостува во емисијата Став во Телевизија Плюс. Тој ќе зборува за актуелната состојба во новинарството, предизвиците на медиумските работници, како и искуството од претходните години. Ова се можеби најтешки моменти, инаку историски гледано, новинарството во Куманово има длабоки корени. Куманово е град можеби со најбогата новинарска традиција во Република Северна Македонија. Од Куманово има излезено плејада на познати новинарски имиња, сега да не ги набројам сите. Куманово имала своја академија, условно кажана, на добри и квалитетни новинари. За жал, ете сме доведени у тоа дерезе денеска да зборуваме за состојба или за опстанок на новинарството и на новинарските медиуми во нашата држава, конкретно во Куманово. Сме имале новинарство и во поранешна Југославија, во која беше Република и нашата Македонија, и после самостојувањето на Република Македонија.
Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 320 возачи. Од нив 9 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 3 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од пропишаната брзина. При тоа, 100 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 220 надвор од населено место. Агенцијата за храна и ветеринарство реализираше обука за обновување и стекнување на нови знаења од областа на безбедноста на храната во градинките за превенирање на можни инциденти поврзани со храната, со единствена цел заштита и унапредување на здравјето на децата во предучилишните установи. На работилницата учествуваа представници од градинките од Куманово и останатите 5 општини од североисточниот регион, Старечкиот дом, општината и други институции и установи. Представници од градинките од Куманово и останатите 5 општини од североисточниот регион, Домот за стари лица, општината и други институции и установи вчера беа дел од обука организирана од Агенцијата за храна. Со обуките акцентот е ставен на правилната примена на ХАСА принципите за безбедност на храна, како и барањата за безбедност кои треба да бидат исполнети, а кои треба да бидат опфатени при подготовката на тендерската документација за набавка на храна за кујните во градинките, нагласуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Денеска сме на настанот каде што заради правилна имплементација на Законот на безбедност на храна, заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство вршиме бесполна едукација на сите даватели на услуги кои работат со храна. Најпрвим тоа беа само градинките, но со разговор со градоначалникот, со претседателката на совет увидовме дека имаме уште неколку јавни установи кои работат со храна, а каде имаме вклучено наши луѓе, тоа е детската градинка Ангел Шајце, Старечкиот дом Зафри Сајто и интернатот професор Мијалковиќ кај нас. Сите тие луѓе кои имаат било каков додир од набавка на храна до готвење до задните дегустатори, тоест луѓето кои ја користат храната, сите се вклучени на оваа бесплатна работилница за да увидат и да ги намалиме ризиците кои сами за жал како општина ги осетивме во општината Куманово со салмонела, која за жал е се повеќе и повеќе присутна и заради овие работи би сакале да направиме една едукативна средба, како што потенцирав по иницијатива во Агенцијата за храна и ветеринарство. Целта е да ги поминеме сите региони во државата и прво да кажеме кои се нашите барања и кои се барањата на Законот за безбедност на храна што треба да ги исполните, а вториот дел се однесува практично искуство ваше и оние недостатоци или да кажам алки кои што се изгубени во тој синџир на исхрана. Постоиме за да го заштитиме здравјето на луѓето. И тоа од болести кои што се пренесуваат преку храна. Да ги заштитиме потрошувачите од заблуда, меѓутоа и навремено да ги информираме за сето она што се случува, односно за сите оние опасности кои што можат да се јават во храната. Понатаму да го заштитиме здравјето и благосостојбата на животните, но ја контролираме и добиточната храна. Од агенцијата потенцираа дека при подготовка на храната мора да се води сметка да бидат запазени на високите критериуми за безбедност и квалитет, односно да се следат нормите на принципите на добра хигиенска и добра производствена пракса. Сдруженијето за наше Куманово утре организира еколошка акција на локалитетот Менкова колиба. Секој волонтер е добре дојден, а акцијата започнува во 9 часот, информираат од граѓанското здружение. Сдруженијето за наше Куманово утре во текот на денот, сабота со почеток во 9 часот, ќе организира една еколошка акција на локација Менкова колиба, каде што има некоја поголема количина на смет, неколку диви депонии и во рамки на сдруженијето со нашите членови ќе организираме расчистување на тоа место. Би сакал да искористам ова прилика и сите заинтересирани граѓани да ги повикаме да се и здруженија да се вклучат активно во оваа акција. Овие акции ги
превземаме и ги организираме се со цел на подигање на јавната свест кај граѓаните за значењето на екологијата, на чистата, здрава животна средина. Веќе досега имаме неколку такви акции организирано, акции за пошумување и овие акции кои што ги организира Сдруженијето за наше Куманово ќе продолжат и во иднина. Благовремено ќе ги информираме и самите граѓани за организацијата на овие акции. И уште една шапел до сите оние кои што се заинтересирани да се вклучат во овие акции. Сдруженијето Спортско-планинарски клуб Козјак од Куманово денеска одбележува 41 година од своето постоење, соопштија денеска одговорните од клубот. Вечерва во Куманово членовите на клубот организираат свечена академија и презентација на дел од активностите. Ќе бидат доделени благодарници за нивните членови. Во недела, соопшти секретарот Мартин Величковски, по повод роденденот, во зависност од временските услови, ќе се организира акција и планинарски ручек во планинарскиот дом Длабочица. Функционирањето на Сдруженијето е возобновено во 1982 година, откако првично бил формиран во далечната 1967 година, а веќе наредната година бил згаснат. Клубот е еден од најактивните во државава, со постојани редовни активности утврдени со годишната програма. Планинарите низ годините ги освоија највисоките врвови на Балканот, а во изминатите години учествуваа и во искачувања во Европа, рече Величковски. Покрај овие активности, во клубот се одржува летна планинарска школа, искачување на врвовите на планините низ државата, а на високо ниво е и соработката со македонски и балкански планинарски друштва. Во Козјак членуваат 77 активни и над 20 на пасивни планинари. Клубот има лиценцирани водичи за планина, лиценцирани водичи марацисти и водичи за ориентација. Во рамки на клубот функционира и школата за млади планинари. Козјак располага со еден планинарски дом во селото Длабочица. Во продолжение вестите од Македонија, новинар Елена Георгиевска. Екс-шефот на УБК Сашо Мијалков се гонеше за примање награда за противзаконито влијание, а првостепено беше осуден на 2 години затвор. Датумот кога настапува апсолутна застареност за кривично гонење на поранешниот шеф на УБК за делото примање награда за противзаконито влијание, бидејќи навршуваат 10 години, што е дупло повеќе време од максималната казна 5 години за ова дело, сметано од времето на сторување. Мијалков за ова дело се гонеше и првостепено беше осуден на 2 години затвор во случајот Титаник 2, кој се однесува на договарање за гласање за приговори во корист на ВМРО-ДПМН за локалните избори во 2013 година во Струмица, кои биле поднесени во Државната изборна комисија. До застарување дојде откако поминаа речиси 5 години од првото одржано рочиште за овој предмет. Од тогаш случајот не успеа да дојде до првосилна пресуда. За предметот еднаш се донесе осудителна пресуда во Основниот кривичен суд во март 2019 година, но апелација го врати на ново судење. Во повторното судење пресуда беше донесена во јануари годинава, но до денеска предметот не успеа да помине пред апелација за пресуда да стане правосилна. Седница во второстепениот суд за жалбите требаше да се одржи на 30 март, но се одложи бидејќи не беа присутни сите странки, бидејќи биле неуредно поканети. Нова седница тогаш се закажа за 13 април, со што потонаа шансите апелација да донесе одлука до 7 април, односно пред да застари делото на Мијалков. Застарувањето официјално не е констатирано од суд и се очекува тоа да се официјализира по јавната седница следната недела. Трендот на миграција на лекарите е присутен во земјава, но од лекарската комора вела дека поголем проблем е тоа што има голем број на лекари во Скопје, а дефицит во останатите градови. Доколку се изнајдат механизми за редистрибуција на постоечкиот кадар, вела дека би се подобрила достапноста на медицинските услуги во целата држава. Лекарите и другите здравствени работници се најважниот капитал на здравствениот систем, што треба да се почитува, заштити, поддржи и навремено надополнува за системот да биде во кондиција да испорачува квалитетна здравствена заштита. Истакнува лекарската комора по повод одбележување на 7 април, Светскиот ден на здравието. За да останат лекарите во земјата, апелираат да се поедностави политиката за вработување во јавното здравство. Исто така посочуваа дека мора да престане јавниот линч и осуда на здравствените работници без аргументи. Лекарската комора најави дека го поддржува повикот на Светската здравствена организација, со која се презема итна акција за регулирање на прашањата со здравствените работници
работници и поставување на овој проблем како стратешки приоритет. Според проценките на СЗО, до 2023 година се очекува да има недостаток на 10 милиони здравствени работници ширум светот, а овој проблем особено ќе се изрази во земјите во развој. Во Македонија има 9520 активни докторски лиценци. Лиценците се издаваат со период на важност од 7 години, пошто се обновуваат согласно законските услови. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски денеска информираше дека нема одредени казни за трговците по 2 дена откако стапи одлуката на владата за привремено замрзнување на цените на одреден вид на зеленчук и овошје. Денеска се направени над 300 надзори и нема санкции, додека вчера биле направени 250 контроли и надзори. Апелирам трговците да вршат достава на производите и да не чекаат владата да носи нови одлуки. Се работи за интересот на граѓаните, повика Трајковски на социјалните мрежи. Владата денеска на седница донесе одлука трговците кои продаваат овошје и зеленчук да прибавуваат и продаваат 70% од количествата кои што ги продале во јануари и февруари. Министерот за образование и наука Јетон Шакири на денешниот настан посветен на Меѓународниот ден на ромите, 8 април, во организација на председателот на државата Стево Пендаровски, посочи дека согласно новата концепција за основно образование, ромската заедница го изучува својот мајчин јазик преку изборниот предмет Јазик и култура на ромите од 3 до 9 оделение. Истиот е застапен во 6 општини, а наставата моментално ја следат над 2500 ромски ученици. Веќе 5-та година поред во основното образование ангажираме ромски образовни медијатори кои во непосредна комуникација со ромските семејства и особено со младите од тие семејства успеваат да одржат висока стапка на премин во погорни оделенија на образование и премин кон средните училишта. Од оваа година предвидено е медијатори да има и во средните училишта и тоа се уредува во новиот закон за средно образование кој е во подготовка, додаде Шакири. Во 2023 година Министерството за прв пат обезбедува средства за ангажирање на педагошки помошници за ученици роми во основно образование, кои ќе помогнат за полесно совладување на наставната материја по која ромските ученици покажуваат послаби резултати. А за прв пат годинава се обезбедува и буџет за поддршка на повозрасните роми кои го немаат комплетирано своето основно или средно образование, за да се стекнат со соодветни квалификации заради успешен настап на пазарот на трудот. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална дневна температура која се искачи до 11 степен и минимална која беше 0 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со локални врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 4 до 13 степени Целзиусови. Со најновите информации од градот повторно се гледаме во понеделник. Имајте пријатен викенд.